Антонија Атанасова од Скопје е девојчето кое што на 9 години има освоено 41 медаља и преку 31 места на светски надпревари по балет. Таа е моето друштво за денеска, за да ни раскаже како е да се биде балерина и да се освојат толку многу награди. Антонија, здраво! Здраво. Како си? Добро. Што правеше до сега пред да дојдеме, вежбаше? Да. А како ти е на распуст? На распуст сакам да одам на училиште. Ти фали училиштето? Да, кога одам на училиште, па... Тогаш сакаш да бидеш на распуст? Да. А читаш некоја книга лектира на распустов или не? На сега на распуст не, ама ќе треба да се подсетиме на една лектира. На која лектира? Орхан. Орхан, браво бе, Антонија. Антонија, од кога почна да играш балет? Од 5 години. Од 5 години? Да, пред 4 години. Ама тогаш скоро наполнив 6, така да се каже, можеш 5, може 6, така. И убаво ми беше. Убаво, а како го засака балетот? Па, јас цело време дома играв пред огледало, имам едно огромно огледало и само играм. Мама ме прашува дали сакаш да се запишеш и ми каже да, ама тогаш бев премлада и требав да малку да подпораснам и тогаш ме запиша. Го дознав Ари балет како имаше едни мои другарки од училиште и они одеа и они ми предложија дека знаат дека сакам да одам на балет и ми предложија да одам тука и така се запишав. И ти почна да доаѓаш тука. И можеш да се сетиш како беше на првиот час? Да, влегов пред час и така малку се запознавме со децата што беа. Се запознав моја најверна другарка и требавме да научиме хореографија што не беше за во Виена. И така ја брзо ја научив, ама после спробавме модерна. Ја не се запознав добро со модерниот балет и потоа Тамара малку ми чинеше дека е лоша, ама добра била. А добра била Тамара, браво. Да, и така све подобро и подобро. А кој балет ти е поубав за играње, модерниот или класичниот? Модерниот. Модерниот, зошто? Па, така ме оди да имам ритам, многу сакам така јаки песни. Ама и класичниот ми се свиѓа. Така и почна да доаѓаш на балет и одедна се случи да заминеш на некој надпревар. На кој надпревар прв отиде, памтиш? Па Виена Open, така се викаше, 2015 или 2016, не знам. Кажи ми, се сеќаваш ли кога ја доби првата медаља и првата награда? Каде беше тоа, на кој надпревар? Па, како од првото место. Да, најпрвото место. Најпрвото место ми беше па не памтам баш, ама мислам дека ми беше... Во Римини да не беше? Да, во Римини. И таму бев со едно модерно соло. И така како тогаш ја запознав модерното танцување и така се запознав, така го засакав, така све ми беше подобро. Кога го слушна името, како изреагира? Кога кажа Антонија Атанасова освои првата награда? Се дираш од радост? Да. Да. Не знаев стварно дека ќе го освојам, дека тогаш како не сгрешив, туку го ја заборавив, а после продолжив и затоа ми дадоа прво место. А тогаш не знам, пето мислам дека место освоив. И тогаш па не сгрешив, добро ја изиграв, не знам зошто, истото соло, ама пак. Така, настапуваш во соло, настапуваш во група, во дуо. Колку време ви треба за да се подготвите за еден надпревар? Па, каква зависи хореографијата, еве за Есмералда, да кажеме. Па, 2 недели. 2 недели? Да. А колку пати одиш во неделата на балет? Сите денови, само од арт балет одам понеделник, среда и петок. 3 пати, значи и колку време ти трае еден час? Па, 1 час, може и 30 минути, ако малку се задржиме за вежбање и така. А како се договарате со професорката со кој балет да настапите на надпревар? Па она ни одбера
Да, така. И гледа видеа, така нешто, па зима како инспирација и за да не подучи. И потоа вежбате тука, така и одите на надпревар. Сега кажи ми како успеваш да стасаш и на училиште и на балет. Па мене све исто ми е, можам све да постигнам. Во училиште во вторник и четврток одам на англиски, па така да не ми е проблем за тука. Така? И одам во петок одам на глина како да правиме работи, така после јадам и одам на балет. Не ми е проблем. Не ти е проблем. Не, јас сакам све од еднаш да пробам, не сакам да се одморам. А кажи ми, не ти е, како немаш трема кога ќе настапиш на тие светски надпревари пред толку многу луѓе? Па првиот пат, да, имав малку трема, ама се навикна. Ама сега веќе си навикната. И како е да си има 41 медалја, еве сите овие што ги гледаме тука и дипломи? Па, ги чувам како едно како кутија за некои работи, книги, ама јас ги чувам медалите внатре и ги ставам во кеси и ги ставам во шифонјер, не знам. И така ги вадам за специјални пригоди. Еве како сега што ги донесе овдека за да ги погледнеме. Кога сега имате нов надпревар наскоро за неколку дена? Да, на 19 ќе одиме во Германија, Келн. Таму имаме нова хореографија што ми е со мојата другарка Веда. Дуо, да, другарките на Смералда. Што ќе играте таму? Другарките на Смералда и имавме хореографија со сите деца што одаа во арт-балет, ама тие што одат во Келн, 4, ние скрати Тамара и направивме како нов дел од тоа. И така се навикнавме и имаме уште една хореографија со 4 деца. Нина, Зорица, Веда и јас. Да ги поздравиме другарките, така. И таа е модерна. Модерна, така. И кажи ми, има ли шанси таму да освоите некое прво место или некоја медала? Па да, се надевам дека сите први ќе ја освоиме. И јас се надевам дека сите први места ќе ги освоите и ти благодарам на убавиот разговор. Ти посакувам среќа.